сиот тој стрес го канализираат подоцна дома, врз партнерот, врз сопругата, врз децата, што не е оправдување, да не звучи како да сум апологет на тоа, но чисто да направиме некоја конекција што се вели помеѓу капиталистичкиот систем и Иако мислам жените и од повисоката класа, да речеме, се жртви на семено насилство, тоа е проблем со кој што се соочуваат воопшто жените. Сепак јас мислам дека поприсутен е во по-ниските слоеви, како што кажа ти, значи тие луѓе што се подложни постојано на насилство од секаков тип, бидејќи насилството не мора да е само физичко. Експлоатацијата, значи наемното робство е вид на насилство. Психолошкото насилство е слично. И точно дека луѓето, ако се постојано подлежни по тоа, барат каде ќе го изложат тоа, ќе го изложат врз по-слабиот, во случајот партнерката, децата. Не знам, дури и ова малтретирањето на животните може да се поврзи на некој начин со тоа. Имаме семејства кои што живеат, например, 5-6, нам члено семејство живее во 40 квадратен стан. Замислете вие она атмосфера внатре во тој овој нам стан и релациите кои овозможуваат конфликти.